Карла Мелфи, жена помеѓу мажи. Карла е родена во 1974 година и припаѓа на генерацијата X. Во тоа време, жените дури почнуваат да навлегуваат во области како инженерството, кои традиционално биле доминирани од мажи. Како дете, Карла сонувала да стане астронаут. Била фасцинирана од Вселената, но во тоа време тоа била неистражена патека и таа не сакала да ја напушти својата земја и семејство. Карла ги сакаше математиката и физиката. Повеќе од се, таа сакаше да разбере како функционираат работите. Таа свати дека инженерството е совршениот пат. Тоа ќе ја овозможи да решава проблеми, да му помага на општеството и да истражува многу различни области. Роднините на Карла работеа во областа на хемијата, а нејзините родители очекуваа дека можеби ќе го следи тој пат. Наместо тоа, таа избра инженерство, но нејзините родители ја поддржаа нејзината одлука. Во 1992 година, Карла започна да студира машинско инженерство. Од 106 до 5 студенти, само 7 беа жени. Понекогаш Карла слушаше шовинистички коментари. Таа научи да ги игнорира и да се фокусира на своите цели, верувајќи дека тие мислења им припаѓаат на оние што ги изразуваат. Спортот и помогна на Карла да се вклопи меѓу своите соученици и да изгради пријателства за време на студиите. Во раната фаза од својата кариера, Карла често чувствуваше дека дискриминацијата не доаѓа од нејзиниот пол, туку од тоа што била млада. Денес, Карла е машинска инженерка специјализирана за термодинамика. Таа работи во Репсол, во петрохемискиот комплекс во Синеш, управувајќи со индустријски операции, изградба и одржување. Карла верува дека денес се повеќе жени влегуваат во инженерството. Можностите се подобруваат, иако лидерските позиции се уште често се заземени од мажи. Според Карла, добар инженер го сака она што го работи, презема одговорност, решава проблеми и постојано бара подобрувача. Инженерството отвара многу врати, од градежништво и автомобили до производство на храна. Инженерството е насекаде околу нас. Карла ги охрабрува девојките да останат фокусирани, да работат напорно и да веруваат во своите способности. На крајот на краиштата, ние сме тие што ја градиме нашата иднина. Карла верува дека наставниците мора да ги инспирираат младите преку практични и интересни искуства за учење, што го поврзуваат образованието со реалниот живот.